Убави вести пристигнуваат од хрватскиот град Умак, каде македонскиот театар забележа значаен успех. Представата Ана освои гран при на меѓународниот фестивал на камерен театар Златен лав, еден од најреномираните фестивали од ваков вид во регионот. Дополнително признание доби актерката Маја Љутков, која беше наградена за најдобра главна женска улога во својата впечатлива изведба на ликот Ана. Инаку Ана е современа театарска адаптација инспирирана од безвременскиот роман Ана Каренина на Толстој. Утрево разговараме токму со Маја Љутков. Добро утро и добре ни дојдовте. И упатуваме честитки од вас. Честитки за освоената награда. Нека се множат. Дај Боже, ви благодарам секому да се враќаат успеси. Ви благодарам за најавата, ви благодарам за честитките и баш ми е драго што сум овде. Ајде, колку оваа награда е потврда за целиот труд? Колку е очекувана? Секој неочекувано. Неочекувано. Знаете како, кога одиме, кој актер и да го прашате, ниту еден актер нема да ви одговори дека оди да игра за награда. Така. Значи, оди да се представи себе си, односно да одигра представата или својата роља во своето најдобро светло, па така и јас. Мене оно што ми беше привлечно и интересно е дека ќе излезе Ана, представата Ана, во режија на Нина Николич, ќе излезе надвор од границите на нашата држава и ќе замине на фестивал во странство, во случајов Умак, меѓународниот фестивал на камерен театар, и тоа беше за мене само по себе доволно. Да. Се она кое следуваше понатаму беше плюс. Иако морам да кажам најнескромно дека одигравме одлично, одигравме онака како што треба да одиграме и дека публиката буквално не дишеше, значи се создаде еден вакуум во тој простор, во театарот каде што игравме. Каква беше реакцијата од страна на публиката? Можам да ви кажам дека има едно клише, 15 минутен аплауз, се зезам, не беше 15 минутен аплауз, но меѓутоа ние некако не можевме да си одиме од сцена, постојано не враќа, не наградуваа со аплауз, така да тоа траеше некое време и баш беше возбудливо. Колку денешната Ана се разликува од она што ја знаеме од романот? Не само Ана, генерално жената. Не мислам дека многу се разликува од жената од пред 150 години. Мислам дека некако жената, незината потреба, незината љубов која чувствува во себе, љубовта да ја подели кон семејството, кон оние кои обкружуваат, кон незините пријатели, во ниту еден момент не се променила. Незината потреба да говори гласно и да прави различни избори е постојано била тука. И се плашам дека не многу се има променето жената, односно жената како битие во општеството се има променето од пред 150 години. И токму затоа јас како Ана, односно ние сите како Ана, сите женски, треба постојано да говориме гласно и да поставуваме одредени прашања и да се бориме за нашите избори. Така. А дали постоеше сцена која емотивно најмногу ве исцрпи во процесот на градењето на ликот на Ана? Да, знаете како последната сцена, самоубиството на Ана, додека работевме представата, никогаш не ја пробав. Односно, секогаш ја избегнував таа сцена. И мојата режисерка Нина Николич точно знаеше да процени кога е моментот да ја пробам таа сцена. Некако си траеше процесот, поставувавме сцени, анализиравме се што треба да се сработи во еден процес на представа, меѓутоа последната сцена не ја пробав да речеме некаде до 10 дена до предпремиера. И во моментот кога ја одиграв таа сцена, мене ми беше јасно дека тоа е тоа, дека тоа сум го направила. Генерално на вашето прашање ќе одговорам, таа сцена најмногу ме исцрпува, последната сцена. Да. Веројатно и жирито го воодушевивте со вашата интерпретација со оглед на доделената награда. Со оглед на тоа дека добивме гран при за најдобра представа и јас за најдобра главна женска улога. Очигледно е дека сме го воодушевиле. Така е. Да. Представата отвори теми за слободата и општествените притисоци, и споменавте пред малку колку овие теми се актуелни денес. Апсолутно, секогаш, секаде.
Да. Постојано. Не е ништо изменет. Ние можеме да па јас мислам дека во овие последниве години повеќе од било кога. Или барем јас сум свесна за некако со годините, со зрелоста станувам свесна за она за кое се бори жената, односно за гласот на жената. Жената како сестра, жената како сопруга, жената како мајка, жената како љубовница, жената во секоја смисла. Така. Она што следува е Ристо Шишков, така фестивалот. Веројатно подготовките се натаму, а и во меѓувреме честитките се собираат од овие успеси. Да ви кажам, некако овој период баш ни е расположението некако, како би рекле, подкренато, односно баш сме радосни и баш уживаме во сите честитки. Да ви кажам искрено, баш мислам дека некако заслуживме, како и да звучи ова. Постоеше трема? Апсолутно. После толку години работа, постои трема пред премиера? Апсолутно, и после да не ве излажам, околу 20 на пати имам изиграно Ана, пошто Ана е од 2025 премиера. Генерално, секој пат имаме ние актерите трема пред представа. Посебно пред нова представа. Особено баш тоа го споделив со екипата дека таква трема одамна немам почувствувано како сега. Некако тој вакуум, некако таа целата топлина баш имав трема, меѓутоа таа трема секогаш ние ја преточуваме во нешто што е исклучително добро и исклучително важно за нас актерите. Никогаш не дозволуваме да не блокира и да не убие. Ајде вака накусно неколку прашања да вметнеме. Колку да речеме кои улоги највеќе ве привлекуваат како актерка? Видете, веројатно знаете дека јас од пред 3 години сум член на ансамблот на театарот Комедија. Допред тоа бев член на ансамблот на театарот Джинот од Велес. И генерално некако во мојата палета имам разноразни улоги. Не можам да ви кажам што би сакала јас да играм. Во моментов онаму каде што се наоѓам ми е супер, она што го правам ми е одлично. Задоволна сум со тоа што ми се случува. Баш мислам дека е неблагодарно за мене како актерка да кажам што би сакала јас да играм. На актерот задачата е да биде автентичен во секоја улога и да може да ја донесе секоја улога на сцена. А постои ли некоја улога која што ве променила како личност? Видете, секоја улога остава лозна, остава трага. И од секоја улога по нешто, по некој збор, гест, чувство, секој актер си носи во себе. И во одредени моменти тоа некако го препознаваш. Не може да ме промени како личност, не може да ме промени од корен, меѓутоа може да ме надогради, може да ми додаде, може да ми одземе нешто. Секој еден зрел актер сметам дека треба да стои цврсто на земја и на крајот од денот сепак ова е само работа. Така. И се додека е работа, а не го претвораме во живот, ние ќе бидеме психички стабилни, здрави и доволно добри да ги донесеме сите улоги на сцена. А што е полесно, да се расплачат луѓето или да се насмеат? Да се насмеат, верувајте ми. Верувајте ми, во моето досегашно искуство, мислам, тоа е генерално така и мојот професор Владимир Милчин секогаш говореше, тој ние бевме, затоа што бевме студенти и бевме недоволно зрели, бевме секогаш со подценување како е тешко да се насмеат. Верувајте ми дека е најтешко да се насмее публиката. Да. Маја, малку приватно, која е Маја приватно, како го поминувате со вашето секојдневие, веројатно и со секојдневните домашни обврски? Што ве радува кога е приватниот живот во прашање? Генерално живееме многу брз и возбудлив живот. Имам 2 прекрасни ќерки кои се веќе 11 и 12 години, во моментов се на летен распуст, па некако уживаме една во друга. Заедно со мојот сопруг, кој кога ќе му дозволат обврските не дружи, ни се приклучува, иако тоа се труди да биде секојаш кога има слободно време се труди да ни се приклучи. Се уште немаме направено некакви планови што би правеле, меѓутоа секојдневието генерално ни е многу возбудливо. Пропратено со разноразни идеи, разноразни експерименти, разноразни излегувања, не знам, ни текнува дека во еден момент дека сакаме да одиме да се избањаме некаде, па бараме каде има низ Скопје во некој отворен базен, па одиме се бањаме. И така да баш интересно со 2 девојчиња дома.
А кажете ми колку е предноста, колку предизвик кога двајцата партнери се од иста професија? Колку е интересно со двајца актери дома? Како да ви кажам, и дали постојано се зборува во домашни услови за театарската уметност или тоа не е тема на разговор? Баш напротив, она што мене и Зоран има одржано сиве овие години, тоа не се малку години, е веројатно неносењето на работата дома. Значи, кога сме дома, сме апсолутно посветени родители, сопруг и сопруга еден на друг и се трудиме да им бидеме добри родители на Галена и Сирма и да оставиме, да бидеме пример за тоа какви луѓе треба да бидат во ниту еден момент во нивното емоционално зрење, во моментов да нема дилема дали се ова вистинските мајка и татко или па се некои други личности, не напротив, баш се трудиме да бидеме во служба на нив. А во денешно време предизвикот е голем. Родителската служба. Не е голем. Бога ми во денешно време. Да. Среќа па сме на распуст. Да. А кој е поголем критичар? Помеѓу тебе и Зоран. Двете се многу интересни, двете се различни критичари. Мислам, двете се големи критичари. Јас претпоставам дека пошто се рано са бајле и тие спијат затоа што се на распуст, ама ќе стана прво што ќе направат ќе ја вратат емисијата. И обично имаат коментар на јас како нивна мајка, на мојот изглед, на мојата шминка, на тоа како сум говорела и така натаму, дали косата можела да ми биде виткана денеска или не знам што. Така што двете се големи критичари. Доаѓаат веќе се во возраст во која може да доаѓаат на одредени представи во театар, многу сакаат театар, да, доаѓаат, следат, иако едната е класична балерина, учи балет, другата е хип-хоп, се занимава и двете се занимаваат со уметност, така што горе-доле разбираат. А професионално меѓу вас и Зоран, кој дома е поголем критичар? Во Па поголем, како да ви кажам, нема поголем. Ние сме си најголемите критичари еден на друг. Ние сме си најголемите критичари. Оно кое ќе ми го каже Зоран мене или јас нему, не може секој да си дозволи да ми го каже. Не затоа што јас не дозволувам, ами заради пристапот кон мене или некој кон Зоран. Ние сме си двајцата најголемите критичари. Но и најголема поддршка, веројатно. Сигурно, да. Така е треба. Да. Маја, ви благодариме многу за одвоеното време, за тоа што бевте денес наш гостин во Македонија наутро. Нека се нижат вакви големи успеси и во иднина. Ви благодарам за тоа што ме слушнавте, ме препознавте и ме викнавте да дојдам во секое време. Благодарам.